целта на денешниот состанок е да видиме практично што е тоа што ние и дополнително како влада можеме да помогнеме за стопанството, да ви информирам што е тоа што ви стои на располагање во моментот и што е тоа што може стопанството да го искористи. После првите два квартала оваа година, значи првиот квартал со раст на GDP-то од 4,1 и вториот со 3,1, цениме дека треба уште повеќе да пробаме да го засноваме растот на реалниот сектор. Значи ние како држава ќе правиме што можеме, меѓутоа она што е долготраен развој на економијата е само и тој е одржлив само ако е врз база на реалниот сектор. Слушавме некои ваши предлози, дел од тие предлози ги имплементиравме, да не кажам еден добар дел од предлозите. Јас денеска ќе ви кажам, сум дојден практично за две точки повеќе да разговараме или во главно да разговараме, но стојам на располагање покасно да одговориме на сите прашања и затоа нема јас многу да должам. Дали е сега во ред? Да. Нема да должам многу со мојата дискусија. Двете точки за кои што сакам да разговараме, прво е точката за Законот за финансиска поддршка на инвестициите, со оглед на состојбата со работната сила да биде толерантен законот во делот на бројот на вработени. До минатата година имаше право да користи финансиска поддршка само тој кој што не го намалуваше, додека оваа година е дозволена, значи толеранција од 5%. Вклучени се фирмите од информатичкиот сектор, значи и тие може да бидат, значи, корисници на Законот за финансиска поддршка, што значи тоа е нели во делот каде што викаме дека и нематеријални инвестиции, значи софтвери и нематеријални производи, значи продукција на софтвери идат во предвид. Понатаму фирмите кои што беа до сега трговски, регистрирани како трговски или некоја друга гранка, имавме такви случаи минатата година, тие не беа во можност да аплицираат, иако решиле да прават производство, сега и тоа е дозволено, значи да без разлика која е регистрацијата на фирмата, ако таа реши да направи производство, во делот на производството може да биде субвенционирана. И понатаму фирмите кои што беа од земјоделие не беа вклучени, сега и тие се вклучени ако прават преработувачка индустрија. Значи, со други зборови, законот е за поддршка на индустријата. Проверивме ние, значи бидејќи сега се делат средства за 2018 година, значи сите кои што инвестирале во 2018 година може да аплицираат и апликацијата е до крајот на септември. Јас ве замолувам да аплицирате, бидејќи средства во буџетот за таа намена има, искористете ги. Државата сака да ви помогне во делот на тоа што веќе сте го направиле како инвестиција, да ви врати дел од средствата. Аплицирањето е едноставно. Постои формулар со кој што едноставно се аплицира, не треба да ангажирате никакви куќи консултантски, ништо не треба да ангажирате, едноставно пополнете го формуларот и апликацијата ќе биде разгледана. Средствата минатата година на сите кои што аплицираа и кои што беа, значи, квалификувани да добијат средства, беа исплатени до денар до 25 декември. И оваа година парите се резервирани у буџет и ќе бидат исплатени до 25 декември, така како што е предвидено. Во моментов ние проверивме, бидејќи ги имаме податоците за сите компании у државата, заклучно нели со 31.12.2018 година, 4000 компании се квалификувани да аплицираат за оваа мерка. Дел од тие 4000 компании таргетирано беа поканети и денеска на овој состанок, значи аплицирајте. Без разлика, значи колкави се вашите инвестиции, ќе добиете назад нели дел од средствата такви какви што ви се така како што кажува законот. Мислам дека нема потреба да навлегувам сега во точките од законот, го зборевме многу, го знаете сите, значи единствено сакам да ве охрабрам да аплицирате. Аплицирајте, средства во буџетот има и имаме искрена желба да помогнеме. Тоа е значи првата точка за која што сакам да разговарам и доколку има отворени прашања, стојам на располагање да ги одговорам. Втората точка беше предизвикана практично законот кој што сега е во фаза на подготовка и од денеска или вчера, не знам, точно е ставен на ЕНЕР. Тоа е законот за поддршка или субвенционирање на придонесите за растот на платите. Од каде произлезе оваа идеја? Оваа идеја произлезе повторно од стопанството, значи најголем дел од вас стопанствениците се соочуваат со проблемот со работна сила, односно со вработените, сите тие вршат притисок за покачување на платите. Притисокот го прави, значи, реалниот пазар од повеќе причини. Прво, од причина што веќе квалификувани вработени, односно
работници и нема премногу во државава, а втората причина е што е лесен пристапот до другите земји каде што може да најдат работа и со самото това нели се прави една состојба на пазарот на недостаток на работна сила која што ние мораме отворено да ја дискутираме и таа е така. Тука решението е во две насоки. Едната насока е значи во промена на образовниот систем и тоа го работиме. Јас предложив повеќе мерки во таа насока. А вториот е во делот да видиме како на тие луѓе да им се обезбеди повисоки плати. Сите вие сте соочени со еден проблем. А тој проблем е или со една трка. Проблемот е вие би ги зголемиле платите, бидејќи јас не познавам значи совесен стопанственик кој што не би сакал да ги задржи квалитетните вработени, меѓутоа кога ќе ги зголемите платите, прашање е дали вашето кешфлоу, дали вашата маргина, дали вашата ликвидност може тоа да го издржи. Во таа насока ценевме дека можеби е добро да ние како држава во кој дел можеме да помогнеме, се разбира не можеме да помогнеме да ги субвенционираме платите на вработените, меѓутоа можеме да помогнеме во делот на придонесите и го цениме тоа како инвестиција во човечкиот капитал, практично да направиме да ви помогнеме во тоа покачување. Со други зборови, законот е многу едноставен, тој од денеска веќе можете да го прочитате на Енер, иако веќе беше тој споделен со сите стопански комори, па преку стопанските комори веројатно и ви имавте пристап да го видите, ама денеска веќе ќе може секој да го види. Таму значи мерката е едноставна. Во вредноста од 600 до 6000 денари, сите тие кои што сакаат да зголемат плата на вработен, се зима значи како референтна плата претходните 3 месеци или последните 3 месеци. Ако во споредба со тој просек од тие 3 месеци се зголеми платата меѓу 600 и 6000 денари, во тој случај работодавецот треба да го плати нето платата и персоналниот данок за вработениот, а додека државата ќе ги плати 37%, значи останати, тоа се нели придонесите за здравствено, за пензискиот фонд и уште оние што се додатоци за вработување кои што се во пакетот на социјални придонеси кои што ги плаќа секој работодавач. Со други зборови, доколку сакате да зголемите плата 100 евра, би требало вие на тоа да платите значи 10 плюс 37,7%, сега треба да платите само 10%, а 37% ќе плати државата и тоа значи ќе ги уплати реално тие пари во фондовите, така да нема фондовите да ги оштети ни пензискиот ни здравствениот, него само ќе дополни средства. Или ако сте сакале да зголемите, сте издвоиле од вашиот буџет плата бруто со се придонеси, сега ќе можете минус 10% само персонален данок, таа плата да им ја дадете како нето на вработените, за да едноставно помогнеме да ги задржите и да им го подигнете стандардот, за да може едноставно да им биде атрактивно да работат и да не преминуваат или си одат од државата. Ние мораме отворено да позборуваме за тоа ќе стане најголем проблем, значи кадарот ќе биде најголем проблем у државава по мене и по мои видувања за развојот на економијата и ќе стане лимитирачки фактор. Од тука значи јас предложив уште неколку мерки, а тоа е веќе го предложив концептот на дуално образование према влада, кој што ќе мора следниот септември веќе да се масовно значи применува и го предложив моделот за зајакнување на капацитетот на сите стручни технички, да речам, факултети, без разлика дали се тие од техничката област, нели инженерската или земјоделската област, заради тоа што ние премногу генерираме струки кои што немаат потреба, пазарот нема потреба од нив, а не генерираме струки кои што пазарот има потреба од нив и затоа треба да се зајакнат капацитетите на тие факултети. Тие мерки ќе ги видите брзо, само сосема кратко, значи законот е таков, зборам сега за законов за субвенционирање на придонесите, што од вас нема да бара никаква апликација, значи нема потреба ништо да аплицирате посебно, само во апликацијата за управа за јавни приходи кога делите плата во МПИНот, ќе има колона, значи софтверски ставена, дали сакате да штиклирате апликација и колку е качена платата на вработениот, и автоматски значи државата ќе си ја пополни рубриката на субвенциите на државата и ќе ги уплати према фондовите. Значи апсолутно немате потреба од никакво администрирање, значи сакавме да го направиме колку што може да биде поедноставно.
тоа што и до сега го работите, ќе продолжите да го работите, само ќе се види дали има покачување на платите, тоа е една работа, важи за сите, значи нема исклучок, нема значи гранка во која што важи или не важи, бидејќи на држава и требаат сите практично. И уште дополнително трае 3 години, значи гарантирана е мерката 3 години, да некој не се мисли сега, нели, ако 6 месеци јас ова го направам, па после ќе морам сам тоа да продолжам, не, 3 години е мерката. И дополнително, значи, немате никакви пенали или враќање на средства доколку тој вработен се одлучи во некој момент да замине, значи нема да компанијата во некој момент поради некои причини како што беа другите програми, и тоа беше и лимитот за користење на тие програми, да треба да ги враќа парите. Заради тоа што вие не можете до крај да доконтролирате дали тие вработени ќе останат, ќе преминат во друга компанија и така натаму. Прашањето за ново вработените, дали тие за нив важи? Да, важи и за нив, со тоа што првите 3 месеца вие треба да покажете колкава плата зимаат и четвртиот месец веќе им следува, нели, бидејќи претходно нема евиденција за нив, им следува. Прашањето дали тоа важи само еднократно сега, дали, нели, за овие, ако сега ја качите платата, не, може да се одлучите да ја качите платата и за 6 месеца, али ќе користите тогаш 2,5 години, бидејќи, нели, законот ќе биде временски ограничен од нели, октомври 2019, па следни 3 години до октомври 2022. Во тој период, колку ќе ја качувате платата, толку и ќе имате. Дали можете на некој сукцесивно да му качувате? Може и тоа. Значи можете еднаш да качите, нели, меѓу 600 и 6000 денара, па после, не знам, една година решите да го качите уште еднаш, и тоа е земено во предвид. Значи повторно можете да го направите и тоа. Така да се обидовме да направиме максимално флексибилен закон кој што нема да прави голема обврска на ваша страна, у смисол на тоа да вие мора нешто да правите и администрирате и посебно да се грижите после што треба да се исполни, а од друга страна да ви помогне да стигнете до целта да ги направите, да речеме, вработените колку што може помотивирани во вашите компании. Во државава најголем проблем е покрај тоа што, нели, се платите на вработените, од друга страна сите вие кубурите со нивната продуктивност. Бидејќи ако продуктивноста е ниска, не можете да даете толку ниски плати колку што може малце да се работи. Во таа смисла продуктивноста е нешто кое што не може државата во голема мерка да помогне, тоа треба некако да се направи во рамките на компаниите. Јас ве замолувам, значи, за да се подигне продуктивност, јас барем као човек што доаѓа од стопанство и кој што правил фабрики, 20 години со тоа се занимавам, јас знам само 3 рецепти како да се зголеми продуктивност. Првиот рецепт е да имате најсовремени технологии, и затоа преку законот за финансиска поддршка со што го почнав говоров, значи ние ви помагаме да купите технологии, значи купите машини кои што ќе бидат попродуктивни. Тоа е првата мерка. Втората мерка е вработените да имаат знаење, ноу-хау, значи како да работат со тие технологии и да бидат мотивирани тоа да го прават. Затоа е вториот закон, еве качете ги платите, обучете ги да бидат мотивирани. И третата мерка е за зголемување, значи, на продуктивноста, менаџментот да знае како тоа да го организира. За менаџментот се разбира, ние како влада не можеме да го направиме во вашите компании, треба вие да го направите секој во својата компанија. Тоа е мерка која што морате вие да ја направите, а за првите две работи се обидуваме да определиме средства во буџетот за да ви помогнеме. Јас тука ќе застанам со моето зборење, значи ќе отворам, значи, дискусија, да прашате све што ве интересира, јас ќе се обидам да одговорам тоа што ве интересира. Се надевам дека ќе го погодиме таргетот поготово со вториот закон и ќе биде максимално искористен. Ние сме определиле, значи, во буџетот за оваа година, бидејќи само за 2-3 месеца оваа година треба, има одредени средства, а за следната година ќе бидат определени 40 милиона евра. Ако 40 милиона евра се средства кои што треба да бидат субвенционирани од државата, а да покријат 37% од придонесите, тоа значи дека масата на плати како резултат на тоа треба да се подигне 100 милиона евра. Ако гледаме инверсно. Ако тоа се направи, тоа е добро за сите. Добро е за вработените, добро е за државата, ќе се пушти во промет, ќе се пуштат нови 100 милиона евра, значи тие луѓе ќе треба да ги трошат тие плати, значи ќе живеат со нив. И од тука цениме дека е добро, значи, и за државата. Со други зборови, ние на оваа мерка гледаме, а пред се е направена како резултат на ваши барања,
Значи, гледаме како на мерка која што е инвестиција во човечки капитал. Да, таа не е инвестиција во материјален капитал, не е инвестиција во асфалт, во улици, во згради, ама е инвестиција во човечки капитал. Се надевам дека ќе биде искористена од ваша страна, а за првиот, значи за законот за финансиска поддршка, ве молам и најмала инвестиција да имате, аплицирајте, бидејќи апликацијата ќе ве кошта 1 час, па нека ви инвестицијата и 10.000 евра, нели 10% е повратот, 1000 евра ќе добиете назад, мислам дека тој 1 час вреди за сето тоа. Значи, аплицирајте.